Добро вечер, почитувани гости. Добро вечер, учесници на фестивалот, струмичени, струмиченки и сите вие кои патот ве нанесе на овогодишниот 26-ти поред меѓународен фестивал на афоризам и карикатура, кој традиционално се одржува, како што знаете, на чист понеделник. Манифестација која е дел од оние пропратни активности кои го придржуваат струмичкиот карневал. Еве веќе една четвртина век и нешто повеќе, една година повеќе, како се одржува овој фестивал, кој по своите материјални својата материјална поддршка можеби не е толку амбициозен, меѓутоа ние настојуваме да го одржиме тој континуитет, бидејќи културата, карневалската култура на еротиката на карневалот е она што го обележува ова подрачје на Струмица. Овој фестивал има една традиционална, постојана тематска рамка, тоа е тематската рамка Карневал еротика. Се работи за еден однос кој меѓу себе се подразбира, бидејќи карневалот не може да се замисли како феномен без феноменот на еротското, бидејќи карневалското чувствување на светот нужно ги укинува сите оние граници, хиерархии, социјални кодови кои функционираат во секојдневието, за да ги внесе на голема врата претерувањето, грубоста, хуморот, еротиката и сето она што представува поетика на карневалот. Ова година исто така ни пристигнаа карикатури и афоризми од повеќе учесници, некои од нив се веќе познати учесници кои традиционално учествуваат и го поддржуваат овој фестивал. Фестивалот носи предзнак на меѓународен фестивал и навистина имаме карикатури и афоризми кои доаѓаат од повеќе земји, но доминираат оние кои што се од регионот, односно од нашите земји во соседството, како што се Србија, Бугарија и некои други. Сега сакам да ви ги соопштам наградените добитниците на наградите во овие две категории. Значи, жири комисијата на 26-тиот меѓународен фестивал на карикатура и афоризам во 2025 година во состав Владица Миленковиќ председател, Ацо Ѓорѓиев член, Александар Филев член, Иван Јовев член и Јана Димовска член на 22 февруари 2025 година изврши жирирање на пристигнатите карикатури и афоризми за 26-тиот меѓународен фестивал на карикатура и афоризам. При тоа ги додели следните награди. Во категоријата карикатура златна плакета доби Ивајло Цветков од Бугарија. Сребрена плакета доби Олег Хуцол од Украина. Бронзена плакета доби Миле Манчевски од Македонија. Јас го повикувам директорот Драган Мачиров да му ја врачи наградата. Почитувани присутни, ми е чест и задоволство што оваа година добив оваа престижна награда. Ќе ви кажем и зашто престижна. Да се одржи некој фестивал скоро трета декада, 26-ти, е престиж. Струмичкиот фестивал, колку ние си го сакаме или не сакаме, тоа е наш проблем. За мене е нешто што може да се брои со многу светски фестивали. По ништо не е ни подоле, ни погоре. Буквално е на нивото на светските фестивали. Верувајте ми у тоа. А ќе ви кажем и зошто имам нешто да прочитам. Сакам да се заблагодарам, Аце го гледам пред мене, но и на сите кои беа членови на жирито, на организациониот одбор. Верувајте ми, вие правите историја на македонската култура и македонската карикатура. Тоа вие што го правите од 100 фестивала во светот, верувајте ми, 99 фестивала сте заедно со вас. А тоа е афирмација на домашните автори. Продолжите да го правите, тоа е феноменално, ќе ви кажем и на крај зашто. Што се однесе до македонската карикатура, иако сме малце, помалку, но тоа не значи дека не нема. Учествуваме на места каде што многу од нашата публика и не знае. Затоа што медиумите, тоест телевизијата,
знаете дека култура повеќе не интересира, тоа што е Facebook и Instagram или некои слични медиуми. Посебната награда за карикатура која доделува Организациониот одбор на Струмичкиот карнавал ја доби еден наш добар познаник, постојан учесник на оваа манифестација, тоа е нашиот драг и познат Миро Георгиевски, кој за жал вечерва не можеше да дојде, но кој ни ги испраќа нашите поздрави. Диплома доби Блаже Докуле од Македонија, а исто така и Зоран Тодоровски исто од Македонија. Тоа е категоријата карикатура и потоа ќе имате можност да ги погледнете овие изложени карикатури, да видите дека навистина имаме креативно надарени автори кои што може да се надпреваруваат во кој било светски контекст со својата имагинација, смисла за хумор и така натаму. Во категоријата афоризам исто така жирито додели неколку награди. Златна плакета доби Јово Николиќ од Република Српска, Босна и Херцеговина, кој не е вечерва овде. Сребрена плакета доби Зоран М. Јовановиќ од Србија. Добитникот вечерва ни дојде во Струмица и јас го поканувам да дојде да ја прими наградата. Sad ja da pričam. Ja nešto ne volim da pričam, ne umem da pričam. Mile mi stavio težak zadatak. Lako je njemu, karikaturisti govore univerzalnim jezikom, naprave karikaturu, sliku i svi sve razumeju. Mi moramo da napišemo, pa da se trudimo da se to protumači onako kako smo mislili, a ne pogrešno. U svakom slučaju, čast mi je i zadovoljstvo što sam ovde sa vama. Zahvaljujem se organizatorima i članovima žirija što su procenili da moji aforizmi zaslužuju srebrnu plaketu. Redovan sam učesnik ovog festivala i nadam se da ćemo i dalje da sarađujemo po svim osnovama. Toliko od mene što se tiče priče, a sad da pročitam aforizme. Te molam Bože daj mi grešnica, so svetici te premnogu grešam. Za sreća je potrebna dvajca, i mažot i da zamine na služben pat. Si ja gledam својата работа и ја сакам и туѓата. Се вклучив во борбата за човекови права, се борам за онаа женска работа. Соседот ведри и облачи во градското собрание. Соседка се соблекува дома в куќи. Кога во зима одам во швалерај, задолжитено се помолувам. Дај Боже да не паднам. Соседот низ селото зборува дека сум кукавица. Ке морам да подметнам јајца под неговата жена. Не е се во долгите нозе, има нешто и помеѓу. Сакам кога таа ќе ми рече дека сексот бил лош, тоа значи дека ќе мора да повториме. Дигни глас народе, ако ти се дига. Хвала. Ова беше Зоран Јовановиќ, добитникот на сребрена плакета за афоризам. Сега колегата Коста ќе прочита афоризми од добитникот на златната плакета Јово Николиќ, кој вечерва не е овде. Повели Коста. Благодарам. Лесна жена и тежок маж се идеална комбинација на сродни души. Љубовта не може да се фотографира, но кога ќе се заљубиш, можеш да се сликаш. Обожава полни жени, не ги сака оние ко празен паричник. Кога на жената ќе и го дадеш срцето, таа ќе ти ги узурпира и другите органи. Меѓу жените кои се лепат за мажите, најмногу ги има оние кои одлепиле. Жените затегнуваат некои делови од своето тело, затоа им е тесно во сопствената кожа. Ако уште не сте виделе или чуле дека жената ве изневерува, може би ве изневеруваат и вашите сетила. Жените со сомнителен морал ги дружат бизнисмените. Тие им се морална поддршка.
Дали верноста на мажот кон жената е моќ на судбината или судбина на немоќта? Жената која е способна да го извади својот маж од чевлите, мора да биде подготвена да ја поднесе и смрдејата од неговите чорапи. Добитникот на бронзена плакета е Мирослав Средановиќ, исто така од Република Србија, кој исто така вечерва не е овде, но ќе ги чуеме неговите афоризми во изгледба на Коста. Фригидните парови водат врела љубов под тушот. Мажите можат лесно да ги лансираат своите боеви глави. Доволно е жените да им ја подигнат рампата. Мажите и жените ги тетовираат своите интимни делови и така се задоволуваат. Мажите се срамежливи, пред жените веднаш стануваат крути. Својата невиност мора да ја докажуваат и жените, омажените. Мажите сакаат да играат фудбал со жените, да им проднуваат низ стиснатите нозе. Баба ги објавува своите фотошопови на социјалните мрежи, ги привлекува љубителите на старини. Ни ги покажува своите еротски тетоважи, од дланката до лактот. Мажите не прават естетски корекции, не се срамат од своите мали израстоци. Мажите имаат оправдување пред жените. Забранета е употребата на оружје со долги цевки. И во категоријата афоризам, исто така Организациониот одбор на Струмичкиот карневал ја додели својата посебна награда, а нејзин добитник е нашиот познат учесник, редовен учесник на овој фестивал, тој е господинот Атанас Крлевски од Македонија. Јас го повикувам да ги прочита тој лично самиот своите афоризми. Повели. Добро вечер на сите. Замолувам еден аплауз за жирито. Вакво жири нема никаде. Да ви кажам зошто. Имам 69 години и оваа награда ми е најсоодветна што сум ја добил во животот. 69 со темата на фестивалот. Ви благодарам за аплаузот во името на жирито. Со бабичката имаме неповторлив секс. Еднаш годишно. Најсмешна реклама што сум ја прочитал во секс шоп. Сексот е природна работа. Со комшивката играм, не лути се човече. Не се лути кога ја куткам. Амуровите стрели не истигнуваат до срцето. Има големи гради. Парадокс. Жената дава кога е гола и боса. Во креветот е како пожар. Лесно се пали, а тешко се гаси. Партнерката ми е како наддушек. Брзо заспива. Понекогаш жените знаат што сакаат, ама мене ми текнува отпосле. И уште еден, на тримери си го препозна армасникот на прв поглед меѓу нозите. Благодарам. Го повикувам господинот Сашо Цицимов да му ја додели наградата на Струмичкиот карневал. Во категоријата афоризам исто така добитник на диплома и еден наш стар познатник кој вечерва за жал не е овде, тоа е Миле Ѓоргиевски, но се надеваме дека ќе ни дојде во следната прилика. И уште носител на диплома е и Веселин Зидаров од Бугарија. Тоа се сите добитници во двете категории на 26-тиот меѓународен фестивал на афоризам и карикатура. Го прогласувам фестивалот за отворен и слободно ве повикувам да ја погледнете оваа изложба на карикатури.
Благодарам.